Dobro, ќе продолжиме со посланието до Тимотеј, кој очигледно говори за стремеж кон богатства наспроти она што навистина сме потикнати од самиот Бог. Би сакал да почнам со една расказ на Толстој, кој на времето го изучувавме во школа, се вика колку земја му треба на еден човек. И во тој расказ се зборува за еден богат земјоделец кој имал многу земја, меѓутоа никош не бил задоволен. Сакал уште повеќе. И чул за една примамлива понуда за 1000 рубли да може да стекне, да придоби онолку земја колку за еден ден од изгреј сонце до зајди сонце може да изоди. Меѓутоа имало услов до залезот на сонцето да се врати од почетната точка, инаку се губи. И така човекот зел пари, си го зел слугата, тргнал тамо кај што треба да почне да освојува земја, уште рано кога изгреало сонцето, со забаран чекор гостил слугата на местото од кај што тргнал и со забаран чекор почнал да ја разгледува, тоест да освојува земја. И стигнал веќе до средината на денот, кога сонцето било највисоко, меѓутоа колку што одел така напред, земјата пред него изгледала и по-убава, по-плодна, па решил да продолжи уште повеќе. И веќе во еден момент разбрал дека сонцето почнува да се спушта пониско и за да не ги загуби и парите, она што до тој момент го освоил, со трчање почнал да се враќа назад, меѓутоа многу бил далеку. Сонцето уште повеќе се доближувало до крајот, до залезот, уште побрзо почнало да трча. Се задишал, срцето чукало како да искочи од градите и во еден момент веќе во далечина го видел слугата кај што треба да стигне. И со крајни напори стигнал до тоа место во моментот кога и сонцето веќе било на хоризонтот на залез. И кога стигнал, паднал, мртов. И тогаш слугата ја зел лопатата и во тоа место што си го освоил, ископал гроб и расказот завршува со одговор на прашањето колку земја му треба на еден човек. И одговорот го дава слугата. 6 лакти од петици до глава. 2 метри. Толку му треба на еден човек. Овој расказ е напишан 1886 година, мислам, во Русија пред 140 години скоро, меѓутоа е актуелен. Во сите времени и денес е посебно актуелен. Што денес живееме во една маркетиншко време, време на потрошувачка, конзумерска филозофија, која не мами дека со рекламите, со понудите, не мами дека нам ни треба постојано нешто повеќе. Нам ни треба нови производи кои ќе го направат нашиот живот подобар, ќе не задоволат. Познатата филозофија која се шири денес е да имаш малку повеќе од она што ќе го имаш во секој момент. Тоест, ако имам малку повеќе понатаму, да имам малку повеќе од тоа. И кога ќе имам тоа малку повеќе од она што сум го имал, пак да имам малку повеќе. Тоест, сегош малку повеќе од она што би го имал. И од секаде се шири таа филозофија и идеологија на живење. Производите што се нудат околу нас се така представени, така се понудени што те убедуваат дека тој производ ти е неопходен за да имаш среќен живот. И ќе го земаш и ќе бараш и друг. И ќе се понуди и трет производ. И така ние влегуваме во една стапица, една безсмислена трка да имаме уште нешто повеќе. Да имаме малку повеќе средства за да можеме и тоа да го земеме, со тоа да го збогатиме животот. Заглавуваме се повеќе во тие долгови, затрупани од материјални работи, и светот денес навистина е еден голем долг. Вело дека долгот на светот, долгот на луѓето во светот
е толку голем што 100 години што не купуваат само да враќат, нема да го исплатат. И сето тоа од тој стремеж да се има повеќе и повеќе. И она што недостига во таа трка и на она што не размислуваме и не се прашуваме дали навистина тоа води кон задоволен живот, живот во задоволеност. Дали навистина таа потрага по повеќе, таа алчност да освоиме уште малку повеќе, да стегнеме уште малку повеќе, како тој земјоделец го прави животот посреќен. Дали денес човекот е позадоволен со тие многу работи што ги има околу себе од луѓето пред 100 години? Или се по-фрустрирани и по-стресирани од сите тие нешта? И вистината е дека и христијаните се влезени во тој безсмислен круг на трчање кон повеќе и повеќе. Минатиот пат говоревме за лажните учители кои ја поставуваат целта на христијанството во стекнување на повеќе материјални работи. Тоа е нивната теологија. Дори и Бог го претвораат во средство за придобивање на повеќе и повеќе тука на земјата. И навистина, како христијани, си го поставували прашањето, навистина, колку му треба на еден човек? Колку облека му треба на еден човек? Таа облека што имаме дома, која сигурно е многу повеќе од тоа што ни треба. Има ли потреба од неа? Колку храна му треба на еден човек? Знаете дека малку храна му треба на еден човек. Не многу. Колку мебел му треба на еден човек? Колкава куќа му треба на еден човек? Колку соби му требаат на еден човек? И не размислувајќи навистина за тие работи, колку навистина ни треба реално, и ние влегуваме во таа трка и добро понекогаш да се враќаме назад кон деновите, кон седмиците и да правиме анализа колку од времето, во минатото, блиското минато, сме го вложиле, сме го потрошиле за нешто уште повеќе да имаме, уште повеќе, а колку кон стремежот во побожност, за градењето на Божјото царство. Или и ние така тонеме во таа безсмислена трка за придобивање повеќе, ако е понатома пак не води, како што текстот овде пишува, кон потопување, тонење во мизеријата, во незадоволството, незадоволеноста. Значи, тоа е текстот кој Павле го пишува овдека и е одговор на учењето на лажните учители. Лажните учители кои велат најважното во животот е материјалното, најважното во животот е земното, временото и дури Бог е во неговата волја сака ние тука на земјата да се создадеме царство, едно вечно царство. Бог служи за да ги задоволува нашите земни потреби. Да имаме повеќе и повеќе. И, како што Павле нели пишува во 5 стих, самата вера во Бог, самата побожност ја претвараат во средство за печалба, за уште повеќе и повеќе профит. И одговарајќи на тие лажни учители, Павле овдека одговара што е вистинската печалба и зошто стремежот кон временото, земното, не може да донесе вистинска задоволеност. Зашто то не исполнува на крајот на кришата суштината или целта на Бог за нас. Ајде да видиме како Павле тоа го пише. Која е вистинската придобивка? Кој е вистинскиот профит во животот? Која е вистинската печалба? И одговаране на оние лажни учители кои велат побожноста или верата во Бог е за да се добие профит на земјата, тој вели не, самата побожност, самиот живот со Бог е најголемата печалба. И продолжува и вели, а голема печалба е навистина да биде човек благочестив или побожен, тоест да го има животот со Бог, да го има единството со Бог, да го има Божиот живот во себе, да биде наследник на
вечниот живот со Бог, на вечните богатства, Божјото царство. Тоа е најголемата придобивка. И продолжува и вели, задоволен со себе. Најголемата печалба е побожноста, животот со Бог и задоволеноста со себе. Зошто? Зашто човек е задоволен, има задоволеност не од она што го има околу себе. Тој треба да биде задоволен со себе, со самиот себе, со она што е, а не со она што може да го има тука на земјата. И човек е задоволен со себе кога тоа е она што треба да биде во Бог. И тогаш, во продолжение, Павле кажува, и кога има и кога нема, и кога има малку и кога има многу, и ако умира и ако живее, тој е задоволен. Зашто со себе е задоволен, со она што е, за тоа што е Божјото дете, за тоа што го има Божјиот живот, за тоа што е во единство со Бог, за тоа што има наследство во Бог. И во секоја ситуација тој има задоволеност со себе. Ако човек не е задоволен со себе, тогаш нема да најде задоволеност во ништо друго. А тој може да биде задоволен со себе само ако тој е во Бог. Побожен човек, кој има животот со Бог. И така почнува текстот. Контрира на тие лажни учители, вели, ако побожноста за тебе не е најголемата печелба, ти нема да бидеш задоволен од ништо, зашто нема да бидеш задоволен со себе. И тука всушност во целиот овој текст и следниот пат ќе продолжиме. Овој дел од 6 глава, овој дел од посланието до Тимотеј е таа тема. Материализмот кој очигледно бил проблем во црквата во Ефес. И Павле кажува зошто, опишува зошто човек не треба да се стреми, или христијанот, кон сребролюбие, кон богатство и така натаму. Која е опасноста во таа насока и всушност целата логика овде кај што Павле изнесува е дека е едноставно невозможно еден христијанин да се стреми кон Бог и да се стреми кон земното. Едноставно невозможно е. И тука го применува истиот принцип, истата логика на Господ Исус, кој вели човек не може да служи на двајца господари. Едноставно не може да служи. Или ќе служи на Бог, или ќе служи на мамон, тоест на материјалното, на земното. Или ќе служи за небесното, или за земното. И така Павле тука ги поставува, нели, овие работи. Прави контраст, вели, во 9 стих, а оние што се збогатуваат, и продолжува, нели, со нивната судбина, за да во 11 стих рече, но ти, човеку, бегај од ова. Оние што сакаат, пак во 10 стих говори за љубов кон среброто. Сакање, љубов. А 11 стих е за бегање од сето тоа. Тоест, има две насоки на движење во овој текст. Едната насока на движење е на оние кои се насочени кон земното, кои сакаат богатствата на земјата, оние што се сребролюбиви. И Павле во 11 стих вели, но ти бегај. И насоката е друга. И тие се спротивни, така да кажеме, движења. Не можеш во исто време да се движиш и кон земните цели, кон земните богатства, и во исто време па да се движиш и кон Бог. Или ќе се стремиш и ќе сакаш тука на земјата да оствариш задоволства, богатства, или пак ќе се стремиш кон богатства на небото, кон побожноста, да му угодуваш на Бог, да го задоволуваш Бог. Христос не вели немојте да служите на двајца господари. Христос не вели не е добро да служите на двајца господари. Христос не вели забрането ви е да служите на двајца господари. Тој вели едноставно не можете. Не е можно да служиш и на Бог и на мамон. Зашто ако му служиш на Бог, ќе го намразиш мамон. Ако му служиш на мамон, ќе го намразиш Бог.
Знаете, ние често пати во нашата духовност, сакајќи да се посветиме на Бог, ќе кажеме, добро, ако во светот целосно се посвети на земното, ние ќе направиме некој разумен, духовен компромис, 50 на 50. Нашиот живот ќе го поделиме како смисла, како стремеш. 50% ќе се посветиме тука на земјата да си градиме, 50% на небото. Или ако сме по-духовни, 70% ќе е за Бог, од 30% од времето или оно што го имаме за себе си. Не, вели Господ Исус. Твојот живот треба да биде целосно насочен кон тоа да се стремиш кон Бог, во побожност, да градиш живот со Бог за вечноста, за Божјото царство. За да не бидам сватен погрешно, малку понатаму во 18-19 стих Павле ќе говори за христијани кои се богати. Не ги осудува затоа што се богати. Меѓутоа говори за тоа како тоа богатство треба правилно да се користи. Зашто и богатството што Бог ни го дава по благодат. И јас верувам, ако некој човек работи, христијанин, си работи. И работи како за Господ. Како што треба да работи за Господ. И ако неговата работа е како служба за Господ, Бог ќе го благословува. И неговото богатство ќе расте. Но прашањето дали тоа станува цел на неговиот живот. Или и во таа, и во служејќи му на Бог во работата, и добивајќи се повеќе благодат, дали на тој начин тој нема или ќе продолжи да го гради, да живее за Божјото царство, да гради за Божјото царство. Кој ќе биде неговиот копнеш во животот? Тука да создава повеќе за земјата или да се стреми кон небото? На кого да угоди во овој живот на земјата? Како сето тоа ќе го распределува како ресурси? Дали го бара, со други збори, најнапред Царството Божјо и неговата правда, бидејќи Христос ветил дека ќе придодаде се друго? Или прво го бара земното, да го има, а потоа Божјото царство? Знаете, и во таа смисла ние збориме за 10, а Павле вели според можностите. И тука има еден добар, интересен, илустративен пример на Џон Весли. Тој кога е почнал таа служба на евангелизација, добил 30 фунти годишен приход. Во тоа време, сега некој каже цела година 30 фунти, но во тоа време не били доволно пари. И тој 27 фунти ги трошил за себе, за материјалните работи, семејството, 3 фунти одделувал за службата, за Божјото дело. Со текот на времето, тие приходи се зголемувале, очигледно имал напредок мисијата, и во еден момент стигнал до 90 фунти, или 80, не знам колку, годишен приход. И тој, бидејќи разбрал дека не му треба повеќе од 27 фунти за него, продолжил да живее со 27 фунти, а 58 или колку таму, 53 ги дава за Божјото дело. Зашто разбрал дека толку му треба, тоа на што му треба. Другото, она што Бог го дава како благослов, да оди за Божјото дело. Идејата ми е, нема тука правила, нели? Меѓутоа, што е нашиот стремеж? Ако можеме повеќе, дали ќе не радува и повеќе да одделиме за Божјото дело? Или пак, постојано ќе правиме некакви математички пропорции? Зашто е тука, овдека на земјата ни е важно. Значи, тоа е основниот принцип што Павле го поставува. Ти не можеш да имаш двајца господар, ти не можеш да имаш две насоки на движење. Ти како верник упатува порака во црквата во Ефес преку Тимотеј, вие како верници може да имате само една насока на движење. И само еден стремеш, еден копнеш, една цел во животот. А тоа е да служите на Бог и да градите Божјо царство. А тоа се прави преку се друго што го правиме во животот. Во се што правиме, една насока имаме, како да му угодиме на Бог и да живееме побожен живот. Што бараме прво? Божјото царство и неговата правда или царството на земјата? И тука, од тука натаму Павле говори
за безсмисленото. Зошто трупањето на богатство, зошто следењето на земното, движењето кон земното е безсмислено. И почнува со таа мирливост на животот. И вели, бидејќи ништо не сте донеле на светот, јасно е дека не можеме, ништо не сме донеле, јасно е дека не можеме и ништо да однесеме. Но кога имаме храна и облекло, за тоа да бидеме задоволни. Животот, вели Павле, е минлив. Колку и да вложуваш, колку и да се мачиш, да трупаш овдека, да собираш, нели, на крајот ќе дојдеш момент кога ќе го загубиш сето тоа. Едноставно ќе го загубиш. Ништо од тоа нема да можеш да земеш во на вистинското, за кое што нели сме спасени во вечното. Ние сме, кој што старите велат, гости на оваа земја. Гости, како едно кафе да испиеме. Толку е. Да, метафоричко кажем. Меѓутоа, навистина животот е многу краток. Тука сте повеќето млади, не може би и времето уште да размислувате, меѓутоа, многу е кратко времето. И ова време тука што Бог ни го дава е време на подготовка, во кое што ние решаваме на кај се насочуваме. Зашто се подготвуваме овдека? Се подготвуваме за живот, мислејќи дека вечно ќе трае, и тука градејќи царство или градењето на вечно царство. Изминатава недела почина брат ми и јас ќе употребам таа прилика да ви се заблагодарам, знам дека се молевте и многу значи тие молите зашто Бог носеше и сила преку нив, кој многу ни требаше, и благодат и за мене, и за брат ми, и во целата таа ситуација. Меѓутоа друга е овдека идејата што сакам, имам друга поента. Не знам колку години не сум влегол дома во Струмица, во таа куќа, таму, кај што сум родил, сум растал, бидејќи брат ми така беше малку посебен човек, специфичен, и не ми дозволуваше многу таму да влегуваме, не држаше некој на дистанца. И дури сега кога го земавме, веќе кога требаше да биде кај нас, бидејќи не можеше сам, му кажав, земи само, земи нешто, мислиш дека ти треба, и она што го земам беше многу малку облека, и тоа некаква така поизносена стара, тој така се носеше, нестандардно, со износени работи, така, како и да е. И сега кога беше погребот, отидовме таму, видовме дека куќата е полна, купувал многу работи. Најголемиот дел беа со етикети некористени, за облекување, за кујна работи, и органи, не знам, прекривачи. И сето тоа остана така. Тој знаеше многу пати да каже, таму што се не имам, нели? Кога баравме да најдеме тука, кога треба нешто, јас имам таму, јас имам таму. И се гледаше една носталгија кај него, за тие работи. Трупал, и веќе разбираше дека, и дури знаеше некојаш кога се трудиме да најдеме овдека тука заедно, ама тоа се ќе остане сега на тебе. Не знам колку и на мене ќе остане, така, колку и би ми требало сето тоа. Идејата ми е дека трупале на крајот, ништо не можеш да земе со себе. Дури кога почина ние баравме облека, купувавме, зашто не знаевме што има таму. Дури и за погреб не можеше да се употреби нешто од тоа што го има за себе. И тоа е поентата, дека Павле тоа го вели. Колку да трупаш, останува на крајот овдека. Ништо не можеш да земеш. И најбогатиот човек на светот, покојник, и најбедниот покојник се исти. Ништо не се разликуваат во смртта. И затоа тоа е идејата на Павле. Што е мудро? Зошто би трупал овдека, кога на човек му треба само да има јадење, облека, покрив на главата? Ништо повеќе не му треба.
Се подготвуваме ли за она вистинското? Сте чули, може би, тая приказна за господарот, богатиот господар и глупавиот слуга. Имал човекот, богатиот човек, некој приглуп слуга, како што денес се вика, со пречки во развојот или ментална попреченост. Меѓутоа му вршил работа и си го држал покрај себе господарот. Меѓутоа многу пати знал да се изнервира заради неговата глупавост. Еден пат така се изнервирал за некаква глупост што направил или штета, рекол: нема поглуп човек на светот од тебе. И глупавиот човек рекол: и господаре, колку си ти умен. Знаеш дури на светот дека нема поглупав човек. И господарот рекол: па еве, ти давам еден стап, тргни барај ни светот. Ако најдеш поглуп човек од тебе, дај му го стапот и врати се и кажи ми: најдов поглуп човек од мене. И човекот, како што бил така приглуп, рекол: добро, ќе одам ке барам. И тргнал со стапот да бара, сретнал многу луѓе, ама никако да свати дали тие се поглупи од него или не се. И на крајот на краиштата, штом господарот мисли дека тој е најглупав од сите, сигурно е така. И барал, и на крајот решил да се врати. Навистина нема поглупав човек, ќе одам ќе му кажам: господаре, не најдов поглупав човек. И кога се вратил, разбрал дека господарот е болен и отишел во собата, каде што лежал, и рекол: господаре, ти си навистина најумниот човек, нема поглуп човек од мене. И господарот рекол: добро, во ред, меѓутоа сега тоа не е толку важно, зашто јас се спремам на долг пат. И каков долг пат? Кога ќе се вратиш од тој пат? Да спрема ли некој на тој пат, зашто јас сум ти слугата. Господарот рекол: не, од тој пат нема браќање. Како така? Никој пат нема си дојдеш тука на имотот, покрај животните, дома. Не, рекол, нема се вратам. И добро, кој те спреми? Се спреми ли? Господарот рекол: па мислам дека не се спремив за тој пат. И тојаш господарот рекол: па господар, земи го стапот. Конечно разбрав дека има и поглупав човек од мене. Зашто да се оди на таков пат, долг, а да не се спремиш, навистина треба да бидеш многу глупав. Зашто јас на тој краток пат што се тргнав, барем имав стап со мене. И тоа е безмислието на нас како нашето безмислие како луѓе. Се спремаме за овде, за земјата. Со се спремаме. Заборавајќи дека најважното е да се спремиме таму, за небесното, вечното. Првото нешто го кажува: безсмислено е да се стремиме кон земното, зашто тоа е минливо. Затоа да сме задоволни со себе си, со она што сме во Бог. А она што ни треба навистина е облека, храна и покрив на главата. И продолжа со тие аргументи и вели за измамливоста, нели, на таа и деструкцијата. Неколку поенти овде ка говори за желбата или оние што сакаат да се збогатуваат. Во 10 стих: коренот на сите зла е сребролюбието, така што говори за сакање, нели, или пак љубов. Потоа говори за стапицата, искушението, измамата, тоа го имаме во 10 стих, така паралелно се поставени. Има паралелизми. И трето, тоа е пропаста, потопувањето, завршува така 9 стих, и многуте маки во 10 стих. Идејата овдека на Павле е дека парите се, или материјалното е опасна работа. Дури вели, сите зла произлегуваат од него. Измамливо е и те води кон пропаст. И ние како христијани велиме, ама не, Павле многу јасно тоа го кажува, љубовта кон парите, сребролюбието. Не самите пари како пари. Јас би бил внимателен овдека, кога говориме за пари, дека парите сами по себе, нели, не се опасни, туку љубовта кон парите, зашто парите се опасни на вистина. Може би си велите, ама јас не сум имал многу пари и не сум сребролюбив.
niko od nas ne zna ako ni dojde najednaš mnogo pari. Što bi stanalo od nas? Znate, tije se kako oružje da samo po sebe ne opasno. Međutim, ako imaš pištol u tvoraki i napalac u kuršu, ne znamo što bi moželo se slučiti u nekoj situaciji. Znate da ima pravila za čuvanje na oružje. Ako imaš dozvola za pištol doma, mora pištolot da go čuvaš na jedno mesto, kuršumite, municijata, so onoj magazin ili kako se vika šarža, na drugo mesto. I ako dojde doma policija i pravi pretres, ako ti se zajedno, kjeliš u zatvor. Zašto opasno je da bidat zajedno. Znate koliko, i to je u diskusu, znate koliko nesreki se slučile semeni tragedije, bidejki čistilo oružje ili ne znam što pravil, deteto si gubil, igrale deceta, jedan kup opasara, ne neutralan pištolot. Treba mnogo ideja treba mnogo vnimatelnost, mnogo predpazljivost. Isto je su parite. Mnogo predpazljivost. Mnogo vnimanje. Zašto opasni se. Parata je golema opasnost. Opasna po životu. Taka veli Pavle. Opasna po životu. I kako što kažem, zašto ima tuka, kako paralelizmi se dadeni, prvo za želbata govori o 9 i 10 stih, oni što saka da se bogotovati ili srebroljubijo to, i od data zbora je zbor od sakanja ljubav, potom paginevo iskušenje ili otklonuvanje verati, ki vidimo zborot otklonuvanje znači zabluda, izmama, povtorno, i na kraju to ništuvanje go potopuvat ili go probuduvat vesinski zbor mnogo maki, otkako se otklonuvat od verata. Hajde vidim prvo da to je stremeškom bogatstvo. On je što sakat. Da se zbogotuvat ili korenot na svete zla je srebroljubijeto. Pak i kažem da si ima raboti, da si ima imot nezlo. Koga ki govori za onoj tek za bogatstvo tih hristijanite koji se bogate vjerati, za naslada Bog ne gi dava tije raboti. I to ovo izobilje duri. Pišu o Pavle za one koji gi ima tvoje izobilje. I tamo govori za materijalni raboti. Ovdje ka zborovite što je koristi apostolot i sakanje i srebroljubije je ono kopneš. Što je vonas, vložena to je kopneš. Go imame. Bidejki nije se sakame sebe si. Nije sme u suština egoistični. Parite je zadovoljavati egoizmot. On je želbi što ima vonas, vrodeni. Ti ne doagjat su parite, da su parite se zasiluvat, no tije se veke vonas. I koga pišu Pavle ovdje za tije nešto, to je da predopredovane za svekoj hristijanin, neka se opasni tije raboti. I na kraju to je završi za vernite luge, deka vernite odstapili od verata. No gumina to je pišu, odstapi od verata, poradi bogatstva, poradi. Tako, u stih od 9 je upotreban zborot sakat, isti od zbor koji što go upotrebava, potretata glava za starešinite. Sakali neko episkopstvo, posakova dobra rabota, blagorodna rabota. I tamo, ako se gledate o govorom, da to je zbor znači jedan kopneš ti imaš. Silan, natrešen kopneš. Interes je ko ovaj zbor Pavle go upotrebava samo ovdje kao Timotej. I za starešinite i ovdje kako opasnost od ljubav komparite. Interesno je kad srebroljubijeto, tamo isto strekjeva u spisak od za starešinite. Ono je tekst v tretata glava. Tako da i dvete sporčni tamo gi ima i ovdje kad gi ima. Zašto? Verojatno, to je problem bil su starešni, su lažni te učitelji u crkvata. Ti je promovirale takve učenja. I zato v tretata glava veli starešinite ne treba da bude takvi, zašto takvi bile nekoji v crkvata vo Efes. Znači, jedan silen kopneš vonas. Ako za episkopstvo to je silen kopneš dojege, Bog go dava, ovdje kad to je kopneš na grešnata priroda. Stremeš kom bogatenje. A pak zborot, ono vtoriot, paralelen, sinonimen vo 10 od stih, srebroljubije ili kombinaciju zborot file i
a latinskiот збор за среброто аргентум. И сега интересен збор, ако има силен збор во 9 стих за сакање, копнеш, овде кога го употребува зборот филе, кој е, ако сега кај нас има љубов, едно збор љубов за се, во елинскиот, древниот јазик, има за различни љубови различни зборчни, знаете. И зборчето филе е збор за блиско пријателство. Некој со кој што градиш пријателство. И употребувајќи го овој збор, филаргија, значи, како што не, на времето многу во школа не учеа, сега не знам дали го користат тоа, кој е најдобриот пријател на човекот? Книгата. И треба да имаш љубов кон книгата, но каква љубов? Како да градиш, како најдобар пријател, оној што најмногу ќе ти помага во животот, знаењето, книгата. И тука таа идеја. Луѓе се спријателуваат со своето богатство и целата надеж. Тие создаваат врска посебна со парите, со богатството. Тие им се најдобриот пријател. Како има една специјална приврзаност кон парите. Си спие со парите, може да си ги гледа, ки ги отвара, си вака, може да ги фрла или на времето, во старите филмови од ковчегот, така низ парите, да го слуша звукот како паѓаат. Таа идеја. Вели, сребролюбието, а тоа пак ќе кажам, не е проблем на некои луѓе, тоа е општ проблем. Е коренот на сите зла, пише во Павле. И навистина, ако... И знаете што е проблемот со коренот? Токму тоа. Коренот го определува плодот. Сега, преска ни каже Оливера, не е тука, која се разбира од земјоделие, дека веќе сме пропуштиле времето да посадиме таму од двор. И Краси ќе оди на пазар и ќе побара. Дајте ми корен од ова, од она, дејќи не знаеме што се треба ти дадат. И може да ти излажат по некој пат и ја лажат, бар еден корен. И знаете кога ќе разбереме што ни дале? Кога ќе го роди плодот. Не можеш да посадиш, да го одредиш плодот. Коренот го одредува плодот. Од тоа што ќе сееме во нас, ќе зависи што ќе даде плод во животот. А ова е плодот, вели, на сребролюбието, Павле. Пропаста, измамата, заблудата. Зато е многу важно што сееме. Зашто кога ќе се посее и кога се негува, тешко се искоренува. И затоа е многу силен повикот на Павле пред предањето. Во 11 стих тоа ќе го гледаме следниот пат, разгледуваме. Бегај! И зборот е многу силен. Со сите сили бегај од сето тоа. Зашто не сме заштитени, не сме оперирани. Бегај му вели на младиот Павле, Тимотеј. И потоа ако го вели бегај, со сите сили па му вели кон што друго да се насочува, да се стреми, да трча во спротивната насока. Зашто, како што кажав, се вкорени или нешто, тешко пото се искоренува. Многу тешко. За нашиот народ, така, не знам, со гордост вели дека е како се каже зборот? Пиреј. Да ви кажем, пирејот е многу лоша асоциација. Пирејот е многу здодевно растение или трева, многу здодева, многу подмолна, влезе ли у двор, никако не можеш да искорениш. Се шири и се друго гуши. Корни, не се корни. Луѓето го мразат пирејот. То нешто имаат, што сакат да имат добри дворови. Сребролюбието е како пиреј, се вкоренили во нас, тешко ќе го искорениме. Затоа да внимаваме кон што се стремиме. И кога вели Павле корен на сите зла, на вистина, сребролюбието може да надоведе кон кршна секој друга заповед. Например, првата заповед да немаш други богови, освен мене. Господ исто што предупредив, да немаш двајца господари. Или Бог ќе ти биде господар, или пак Бог ќе ти бидат парите. Автоматски тука гледам избор меѓу парите како господар
и во првата заповед. И сите други се такви, не прави си идол. Ами, Павле вели во Колосјаните 3:5, алчноста, сребролюбието е еднакво на идолопоклонство, направени идол. И така. И сите други работи. Зошто не е саботниот ден, денот на Господ? Многу пати не го славим. Веќе сме зафатени за тие други работи. Не убивај, не кради. Зошто крадат луѓето? Колку најголемиот број убиства, зошто се? Пак од материјална корист. Во секој едно од сите тие нешта не посакувај се корените или нарушувањето е заплашено, предизвикано од сребролюбието. Измамливо е продолжил понатаму. И тука пак има два збора во кои стои измамата. Во 9 стих, паѓаат во искушение. Зборот паѓаат не е некој оди паѓа на земја. Зборот е специфичен да паднеш во дупка. И се користи за оние стапици што ги прават кога животно оди му се прави, му се копа дупка. Целата таа слика овдека на подготвување на стапица. Нели се копа дупка, од озгора се става нешто примамливо за животното, некои гранчиња на кои се нафрла некоја трева, за да дојде тука животното и да пропадне од дупката, да биде фатено. И тоа се тие паѓат во искушение, вели, во дупката паѓат. Тоест во стапица, таа подготвена стапица веќе од парите. Зашто се измамливи или се отклонија. И во паѓањето во искушение или во стапица и во зборот отклонија има заблуда, измама има. Парите се измамливи. Прво тие, колку да ги имаш, ке сакаш повеќе. Нема да те задоволат. Зашто знаеш дека утре може и да ги немаш, да ги потрошиш, да те ги украдат. Затоа да имам уште повеќе. И тоа и кога ќе ги имаш, тие не ти го купуваат она што ти треба. Ако немаш добар сон и најдобрата перница да ја купиш, пак нема да го имаш добриот сон. Кога си болен и најскапите лекови да ги купиш, да крајат Бог ако не дал живот, нема живот на земјата. Не постои медицина, верувам дека принцот Чарлс сега пишува најново дека и он во некаква терминална фаза. Има многу пари сигурно, може најскапите лекови да ги земе, најновите медицински достигања. Нема, Бог решава до кога. И затоа измамливо богатството. И на крајот завршува, и ние веќе ги завршиме, го потопуваат, тоест измамливи се те водат во стапица. И таа идеја. Го навлекуваат на дупката преку нудејки не нешто за да пропаднеме во таа дупка. И што на крајот? Една деструкција да се случи во живот, уништување во животот. Вели го потопуваат. И зборот овдека е давење. Се дават. И не можеш да излезеш од тоа, бидејќи тие се како тек закачен за тебе. Се обидуваш да излезеш од таа стапица, ама тие пак те влечат, продолжуваат да те влечат надолу. Или залутани во верата навлекоа. И се тоа зборот навлекоа во оригиналот текст значи, и англиските преводи така преведуваат, бодени, прободени, пронижени. Тоа е вистинското значење на зборот. Со многу маки, а пак во 9 стих пропаст и погибел. На крајот со тоа завршува човекот кој ќе се посвети на тоа. Товар на душата, кога доаѓаат бурите, брановите, кога ти не можеш да испливаш зашто и немаш вистинската основа во животот, го немаш Бог, парите не те спасуваат, ти уште повеќе те вовлечат во тој вител, вртлок, во бездната, ке тонаш уште повеќе кон една целосна пропаст. И така, тие се нештата кои Павле овдека ги пишува, за двата пата кои може човек да, двете насоки на движење, двата господари, само еден од тие два. Ако го избереме оној погрешниот, тоа е безсмислено зашто е времено, зашто е измамливо и зашто води кон пропаст. Не задоволува, нема задоволеност. А понатаму следниот текст Павле продолжува кон другиот избор. Кон што да трчаме, кон што да се стремиме. И така, пак ќе кажам, може,
тука нема однос нито еден богат, не познавам таков, што е многу богат, и некако можеби не баш тоа многу за нас. Ама Павле не пишува никаде, ако си богат, внимавај на тие работи. Сите треба да внимаваат. И на крајот на краишта, па што значи човек да биде богат? Јас верувам дека ние тука сме многу богати, многу побогати од многу луѓе според некои други стандарди во други места во светот. Зашто ова предупредување е не дали сме богати или не, ова предупредување е искушение, зашто искушението е за секого од нас. Таа склоност кон сребролюбие, кој можеби не го чувствуваме, може да биде провоцирано, предизвикано во некакви околности. И завршува текстот. Залутани од верата, навлекува многу маки. Се оттеглија, се отидоа од верата. Весли во еден период од својот живот пишува тоа колку многу пријатели имал, кои тргнале, нели, по патот на верата. И во еден момент, вели, од тие што, нели, има пари и сака, нели, да имат и пари, така натаму, само 4, вели, се останати покрај мене во црквата. За да после неколку години се коригира, рече и напише, веќе нема нито еден. Нема нито еден. Зашто сака и тоа, и тоа. Не може и тоа, и тоа. Да бидеме внимателни, зашто тоа мами е лукаво, тој порок, таа желба и на крајот води кон пропас. Колку навистина ни треба. Со колку, со што треба да бидеме задоволни. Во што е нашата задоволеност. Убаво да се ги поставаме тие прашања и да размислуваме. Што е прво во нашиот живот? Ајде да се молиме. Татко Небесен,